Почитувани гледачи, добар ден. Ова е дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас. Промовирани активните мерки за вработување. Само 13 гостителски објекти ги унифицирале летните бавчи. Толи Зордумис, домаќин на меѓународен проект. Активните мерки за вработување и другите можности што им се нудат на работодавачите за 2019 година денеска беа промовирани пред представници на бизнис сектор и невладините организации. Настанот го организира Општина Куманово, односно Оделението за локален економски развој и Агенцијата за вработување Куманово. Представници на бизнис секторот и невладините организации денеска се запознаа со активните мерки за вработување и другите можности што им се нудат на работодавачите за 2019 година во рамки на настанот што го организира Општина Куманово, односно Оделението за локален економски развој и Агенцијата за вработување Куманово. Присутните се информираа за активните мерки, но и за оние кои што следат, меѓу кои поддршка и раст на правни субјекти, обука кај познат работодавач, практиканство, обука за дигитални вештини и побарувани занимања. Покана и на организација од страна на Општината Куманово ќе се изврши една презентација на активните мерки и политики кои што се предвидени во оперативниот план на владата на Република Северна Македонија за 2019 година. Ова е се со цел за да го продлабочиме локалното партнерство за вработување, како и да ги согледаме потребите на работодавачите и на невработените лица на локално ниво, на ниво на Општина Куманово. Пред присутните се обрати и секретарот на општината Десанка Стошевска, која се надева дека во иднина ќе следат уште вакви средби. Таа посочи дека општината во моментов преку оделението ја изработува 5-годишната стратегија за локален економски развој, во која ќе бидат опфатени и мерки за подобрување на бизнис климата. Општината Куманово, како и досега, се надевам дека и понатаму ќе продолжи да соработува со сите релевантни чинители од областта на вработувањето и подобрувањето на бизнис климата, како што се невладиниот и бизнис секторот, се со една и единствена цел за подобрување на социоекономскиот живот во нашиот град, во нашата општина. Се надевам дека овој настан нема да биде прв од ваков тип, дека подоцна во подоснежниот период во фазата по усвојување на програмата, на стратешката програма што претходно ја спомнав, која ќе биде усвоена од страна на Советот, ќе имаме можност за одржување на повеќе вакви состаноци. Настанот се одржа во кружната сала на поранешен комитет. Куќа во населбата Бабин Дол вчера изгоре во пожар, информираат од регионалниот центар за оправување со кризи. Како што додаваат оттаму, 5 мина пожарникари во период од 17 часот до 17 часот и 35 минути успеале да го изгаснат огнот. Освен тоа што пожарникарите интервенирале и на запалена сува трева во селото Довезенце, каде учествувале тројца пожарникари во период од 19 часот и 45 минути до 23 часот и 30 минути. На улицата Доне Божинов горел контейнер, додека пак на улицата Ву Караджиќ било интервенирано на запален смет. Што се предвидува со измените на Законот за основно образование? Што е потребно за успешно реформирање на образованието? Дали и колку е важно иницијалното образование на наставниците? Ке слушнете од наставникот по математика Даниела Стојановска, која што вечерва е гостин во емисијата Став со почеток во 20 часот. Најпред морам да кажам дека во овој момент кога се работи само за најави во измени на Законот за основно образование, можам да кажам дека се добро идентификувани потреби за промени во образованието, пред се во основното образование. Особено во делот кој што се однесува на прекобројноста на учениците во паралелка и нивната преоптовареност со наставни програми кои што иницираат огромен број на барања кои што наставните содржини ги
предочуваат пред учениците или ги поставуваат пред учениците. Што се однесува до моите очекувања, се дека Министерството за образование заедно со Законодавниот дом ќе води сметка за резултатите од истражувањата на истакнатите институти за образовни мерења, кои што нагласуваат дека една оптимална бројка на ученици во паралелка е 20. Заради тоа што во ваква група учениците многу едноставно ги совладуваат наставните содржини, односно се стекнуваат со знаења и стекнуваат вештини. Од вкупно 70 на угостителски објекти во градот, само 13 се со усогласени стандарди и нормативи за поставување на урбана опрема на јавна површина. Ова одлука пред неколку месеци ја донесе Советот на општината. Прашањето вчера го покрена советникот од НСДП Благојче Јакимовиќ, а му одговори раководителката на секторот за комунални работи Лидија Ланг Спасовски. Повеќе за ова во следната изјава. Деновиве читам по сервиси за јавно информирање дека повеќе општини носат правилници и одлуки за поставување на урбана опрема. Како што знаете, ние подолго време расправавме за оваа одлука и ја донесоме во почетокот на месец ноември, поточно на 17-та седница. Па ме интересира мене и кумановската јавност колку од 80 објекти за кои направивме напори да ги вклопиме во самиот текст на правилникот и одлуката имаат поднесено, воедно и платено и добиено одобрение и дали ја почитуваат одлуката. Во секторот има околу 70 и нешто барања за поставување на урбана опрема на територија на општина Куманово. Минатата година од страна на овој совет беше донесена нова програма за стандарди и нормативи за поставување на урбана опрема и во неа се даде период на усогласување на веќе издадените летни бавчи со новите нормативи. Од тогаш наваму до секторот има доставено 23 барања, од кои 13 се одобрени и за истите во каса на општина се инкасирани околу 2 милиони денари. Останатите предмети се во постапка и се надевам во нареден период дека истите ќе бидат усогласени и дека оние кои што нема да добијат валидно одобрение од страна на секторот ќе бидат отстранети од страна на сектор за инспекцијски служби на општина Куманово. Основното училиште Толи Зордумис деновиве е домаќин на наставници од 8 европски држави во рамки на меѓународниот проект Нашата приказна, вистинска приказна. Кумановското училиште во овој проект учествува веќе 3 години. Наставници од 8 европски држави деновиве престојуваат во основното училиште Толи Зордумис во рамки на проектот Нашата приказна, вистинска приказна. Имено меѓународниот проект кој се реализираше изминативе 3 години, а завршува во септември, се спроведе со подршка на Европската комисија и Македонската национална агенција. Целта на проектот е размена на искуства, методи и техники за работа со деца со посебни потреби, а воедно и презентација и промовирање на инклузивни паралелки, односно како лицата со посебни потреби да ги изразат своите способности во инклузивна паралелка. Изминативе 3 години проектот Our Story True Story се реализираше во 9 училишта од 9 земји членки. Оваа година е последна година од реализација на проектот. Како финален продукт на овој проект ќе биде театарска представа која што ќе и биде изведена во секоја држава, а во нашата држава ќе биде изведена од нашите ученици и ќе биде снимена и презентирана пред на финалната средба во Латвија. Во меѓународниот проект, чиј главен координатор е Полска, учествуваат и тимови од Латвија, Германија, Чешка, Турција, Италија, Романија, Португалија и Македонија. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich mieszkańców Macedonii. Многу е драго што е повторно во Македонија. Луѓето во Македонија се гостопримливи и се многу добри. Bună, sunt Elena din România. Втор пат е тука во Македонија, многу е задоволна на средбата од овој проект и многу би сакала нашиот проект од 3 години да продолжи понатаму. Mēs esam no Rīgas pirmās speciālās internāta pamatskolas. Прв пат е во Македонија, иако е ова втора средба од проектот, негови колеги беа претходно тука. Многу е задоволен и многу е воодушевен од убавините на Македонија. Ich bin jetzt das zweite Mal hier in
Kumanovo im Rahmen dieses Projekts. Рече дека е презадоволен од гостопримство во Македонија, втор пат е овдека со овој проект и многу задоволен што запознал многу дружелюбиви луѓе, со сите е успешна соработката и во секоја земја прекрасно поменува, особено во Македонија, затоа што овдека е најубава природата. Thanks the host for this wonderful time. Прв пат е во Македонија, многу е воодушевен од убавините во Македонија, но и од нештата што тој ги научил тука и ги видел. Беа во посета на Општинско основно училиште Толи Зордомис, исто така и во едно специјално училиште за деца со посебни потреби, и работите што тој тука ги видел и ги научил, ќе ги примени во неговата работа во Германија. Во рамки на престојот се планирани и посети на културно-историски обележја. Во продолжение следуваат кратките вести од Македонија. Митко Чавков доби 18 години затвор, Душко Лазаров 15 години, Горан Ѓошевски Леви 15, Митко Пешов 18 години затвор, Оливер Поповски 13, Мунир Пепиќ 18, Абдулфета Алими 7 години, Оливер Радулов 10 години, Јане Ченто 15, Игор Јук 12 години, Александар Василевски Нинџа 8 години, Никола Митревски Колјо 15 години, Младен Додевски 12, Горан Чеангеловски 12, Владко Трајковски 15 и Вилијам Михајловски 14 години. Ова се казните што ги изрече судијката Добрила Кацарска на обвинетите за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Судијката на почетокот ги спомена амнестиите и посочи дека сега им се суди на 18 лица. Кацарска го спомена и Никола Груевски за доказот, односно пораката што тој ја добил од Чавков, а му била препратена на Велјановски. Според судијката, обвинетите Чавков, Лазаров и Пешов не преземаат ништо за да го спречат влегувањето на масата народ во собранието. Дурловски ја пеел химната, бил во собранието на 27 април, но не презема никакви дејствија, додаде Кацарска. Во оваа постапка обвинетите се бранеа дека не се виновни за терористичко загрозување на уставниот поредок. Судија на претходна постапка синоќа му одреди притвор на сопственикот на Дурмо Турст како првоосомничен за автобуската несреќа кај Ласкарци. Како што информираат од кривичниот суд, притвор доби и раководителот на фирмата, кој е второосомничен, додека на третоосомничениот, едно од лицата одговорни за технички преглед, му е одредена мерка куќен притвор. За четвртоосомниченото лице, исто така одговорно во Дурмо Турст, за технички преглед се прифатени бараните мерки на предпазливост од а за другите тројца, меѓу кои и возачот, постапката во судот се уште трае. Јавниот обвинител од ОЈО Скопје, Сашо Рајчев, на пресконференција рече дека главна причина за несреќата се неисправните стопирачки на автобусот и преголемата брзина со која се движел. Несреќата кај Ласкарци се случи на 13 февруари, кога автобус на Дурмо Турст со 51 патник излета од патот Тетово Скопје и падна во провалија откако ја проби заштитната ограда на автопатот. Во несреќата загинаа 15 лица, а 39 беа повредени. Во понеделник 18 март на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле стартуваат летовите Охрид-Малме на авиокомпанијата Визер. Истовремено ќе бидат промовирани и директните летови Охрид-Милано. До 13 септември летовите од Охридскиот аеродром до Малме се во понеделник и петок, а од 18 септември во среда и недела. Летовите Охрид-Милано стартуваат на 19 март и ќе се реализираат два пати во неделата. До 30 март во вторник и сабота, а од 1 април во понеделник и петок. Од јули се очекува да бидат воспоставени двете линии од Охрид до Германија, односно Охрид, Меминген и Охрид, Дортмунд. Времето денеска во Куманово беше сончево, а дуваше северен ветер. Максималната температура се искачи до 13 степени, а минималната беше -1. За утре метеоролозите најавуваат сончево време, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 18 степени, а утринската ќе биде до 2. И со информацијата за времето го завршуваме и вечерашниот дневник. Ви посакувам убав остаток од денот и убав и пријатен викенд. Довидување.